Благодарам, почитуван председател на Собранието, почитуван мандатар и кандидати за министри, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Од оно што досега го чувме од колегите од власта, пратеници, и говори и реплики, заклучокот е дека не е прв пат да ги промешаат и говорите и репликите, кои им ги даваат напишани од Центарот за комуникација. Ова не е гласање за доверба на владата на СДСМ, таа е минато. Ова е гласање или расправаме за новата влада предводена од ВМРО ДПМН. И затоа превземете одговорноста и почнете да се однесувате како власт. Повеќе министерства, а помалку жени. Кадрите на Груевски ќе продолжат со неговите политики. Многу зборови, малку кажано. Лагите на виделина. Вака некако од прилика, во неколку реченици, би оценила и програмата и составот на новата влада. Да почнеме со разоблучувањето на лагите на ВМРО ДПМН. Лагите кои ви служеа само за да дојдете на власт. Составот на владата го отсликува минималниот број на министерки во таа влада. И тоа само ја потврдува мизиногеноста која е втевелена во владеачката партија. За вас, жените се веројатно за подома, тие се тука само кога ви требаат во опозиција да бидат гласни, но очигледно дека не сметате дека можат да водат министерства и да носат одлуки. Контрадикторна ви е програмата во делот каде велите дека ќе унапредите позицијата на жената со составот. Одиме на следната лага. Земете ми го мандатот, Северна не изговара. Тоа е пред избори. Ја пеевте заветна, а сега немало смисла да го прекршувате уставот и законите и граѓаните да бидат во неповолна положба, да треба да го почитуваат. Па многу е лесно. Исполнете го тоа што го ветувате. Променете го уставот. Вратете го името. Така озборувавте изминатите години. Ама во програмата, ниту во експозето, нема збор за промената на Преспанскиот договор. Ниту за ревизија на Преспанскиот договор, ниту за враќање на името. Исто како што го избришавте името Македонија од вашиот статут, така подеднакво ќе биде игнорирано. Нема да има прв вице-премиер, беше кажано вчера Сабајле од представник на ВМРО ДПМН. За вчера попладне, истиот кандидат за прв вице-премиер се промовираше и кажа дека ќе има прв вице-премиер. Пред избори државата е презадолжена, не сме да има нови задолжувања. Уште за време на избори договоривте ново задолжување. Се уште го криете, од каде, но почнуваат да излегуваат информациите во таа земја во која што сте го договориле. Веројатно затоа ви се брзаше за време на викенд да го има изборот на влада, за да може брзо да реализирате посетата на премиерот на таа држава кој треба да ви ги донесе парите. Велите фуриозно ќе започнат инвестициите. Прашањето ми е дали фуриозно ќе започнат инвестициите или задолжувањето. Во програмата страмежливо кажувате дека во првата година од мандатот ќе ги исполните 5000 денари покачување на пензиите. Зошто тоа не го направите веднаш, фуриозно, како што тоа го велите? По програмата се проявуваат на неколку места НАТО стандарди, НАТО принципи и така натаму. Скоро и да нема ништо околу стратешките интереси на државата, не зборувате дали буџетот на одбраната ќе расте или не, дали ќе го послушате вашиот председавач на Советот на град Скопје дека премногу сме трошеле во одбраната, и ако е така, како ќе ги исполните ветувањата. Дел од предвидувањата во одбраната ви се застарени. Повеќето од нив се веќе реализирани, а еден дел се во фаза на реализирање. За кадровскиот состав
За некои од кандидатите имам навистина високо мислење и немам сомнеш дека ќе дадат се од себе во вака сложена влада да направат нешто добро. Но кога зборите за стратешки интереси на државата, малку е лицемерно да го кажувате тоа, а кандидат за министер во владата да ви биде следбеник на режимот на Путин. Велете, подаваме рака за прашања кои се од интерес на државата. Тоа е многу добро. Ама пред да подадете рака, прво договорете се и внатре во партијата околу некои прашања, а богами и со коалицијата. Како, например, балансерот ќе го има или ќе го нема? Прв вице-премиер ќе има или ќе нема? Бугари во уставот ќе има или ќе нема? И најважното, на вашето најголемо ветување, името ќе го вратите или ќе го изговарате северно? Ви благодарам. Ви благодарам многу. За реплика се јави Марија Петрушевска. Повелете.